Вчера си ја нареков девојката со салатите, затоа што последниве месеци така некако е многу ориентирана кон тоа да промовира, освен или што промовира по социјалните мрежи здрав начин на исхрана, разновидна исхрана, салатите секогаш треба да ви бидат составен дел од оброкот кој што го имате. Дали за појадок, може да биде само салата за појадок, составен дел покрај нели главниот ручек, па и за вечера зошто да немаме салата. Зошто е добро да се конзумира салата? Утрово ќе ни објасни Маја Дукова. Маја, добро ми дојде. Добро утро и секогаш ми е чест и задоволство да видам тука, веќе ми е како дома. Така е, и драго ме што така се чувствуваш. Ќе те прашав што е ова, сега забележав дека е пилешко месо. Да, се навидум, нели? На печурки ми заличи од прва. Да, се собради. Да. Ајде да презентираме на гледачите, подготвуваме повторно салата. Се излезавме вчера, твојот заштитен знак, девојката со салатите те нареков, но и добро е што тоа го правиш и веројатно твоите следбеници сега веќе почесто во своето мени ставаат салата. Препознава, да. Да, ми е целта да докажам и покажам дека салатите на вистина може да бидат редовен дел од нашите оброци, без разлика, како што кажа, дали за појадок, за ручек или за вечера. Не мора да значи дека најчесто кога ќе се спомене салата, се како леле пак ли треба да јадам трева. Да, така се уште некој размислува? Кај многумина, да, се уште за жал го има, меѓутоа салатата е многу повеќе од изрендана марула, изсецкана марула, изрендана зелка и патлиџан. Може би постојат стереотипи заради тоа што изборот за голем дел од луѓето е нели домат со краставица и марула, како што велиш ти. Ако подлабоко навлеземе во целата таа филозофија, постојат многу бројни комбинации, милион комбинации, кои што може да направат салатата да биде тоа како вкусна. Да. А баш тоа и ми е дел во смисол дека салатата може да биде одлична опција и за слабење, како што многу мина сакаат, иако здравата исхрана не е само поим за слабење, туку здравата исхрана е грижа за себе и за своето начин тело. На живење, да. Да, не е дека кога ќе се спомене нели здрав избор, се мисли на витко тело, витка фигура, меѓутоа тоа е здраво тело. И со изборот на салатите и со планирање на оброците, можеме да си помогнеме за да не посегнеме кон оние забранети работи. Што значи дека тука доаѓаме до делот на планирање на оброци кои треба да ги имаме задолжително кај нас. Ако одбереме да имаме зеленчуци во фрижидер, одбереме во ситуацијава гравче во конзерва, јас одлучив тоа да биде. Добра. Можеме од тие состојки кои што сме ги испланирале навидум да составиме нешто едноставно, кое што може да ни донесе многу енергија, ќе не држи сити во текот на денот и ќе си помогнеме на себе си како и... Да. Не знам дали со тебе минатиот пат го коментиравме ова со планирањето на оброците или со некој друг тука во кујната, но факт е дека доста луѓе по социјалните медиуми, особено на Инстаграм мрежата, тоа веќе го практикуваат и се покажува како многу корисно. Ако еднаш во неделата, барем еве нека е тоа недела, ден, седнете и направите буквално, испланирате што ќе јадете во понеделник, што ќе јадете во вторник, што ќе јадете во среда и во остатокот од деновите и според тоа си ги купите намирниците, на вистина е многу олеснително во текот на неделата и за една индивидуа, но и за целото семејство кога станува збор за планирање на тоа што ќе се конзумира. А тоа не значи дека кога кај многумина и тоа го има дека кога станува збор за планирање, тоа значи дека треба да готвам секој ден. Не значи секој ден. Одбери си го денот кога си најслободен. Нека биде недела, нека биде сабота. Кај мене најчесто викендите се викенди за одење на пазарче и опремување со зеленчуци и потребни намирници кои што ќе бидат потребни во текот на неделата. Одбери го денот кога си најслободен, не мора целосно, почни со мали чекори, може на грубо да си формулираш од прилика што би ти било потребно и на тој начин ќе си помогнеш, не знам, свари поголема количина на ориз, која што може да ти се најде за да ја изгарнираш со нешто друго. Свари си киноа и чувај си ја во фрижидер складирана, која што ќе ти биде соодветна и за салата, ќе ти биде соодветна за милион додатоци кои што ќе ти дадат хранлива вредност за време на во текот на денот, ќе имаш енергија и нема да бидеш даун без енергија и без се. А меѓу другото сега ми текна дека месец мај е грижа за душевното здравје, а тоа значи дека
со грижа за храната, кон храната ќе се грижиме и за своето како не, душевно и ментално ментално здравје, здравје. да. Многу е тесно поврзани, тоа е една друга проблематика или тематика која што многу пати сме ја разработувале тука во утринската. Многу е важно да се грижиме за тоа што внесуваме, бидејќи храната е лек, но храната може да биде и убиец ако не ја практикуваме или внесуваме онака како што треба. Го спомена пазарче, тебе еден од омилените ритуали кога одиш на пазар. Дефинитивно, да, јас многу сакам на пазарче. Некако е сега многу колоритно, така? Сега е сезона на еден куп зеленчуци, куп овошја, греота е да не бидат искористени и тоа често ставам слики за да измотивирам, дека мислам иако и тоа е малку загонетно, дали навистина се природни сите овошја и зеленчуци кои што ги имаме, меѓутоа и таму може да се направи селекција, да се научат луѓенцата кои имат на големо, кои прекупуваат и откупуваат, а кои се оние кои имат домашно направено. Да, треба неколку одење на пазар. Енергија, дефинитивно. Зелено пазарче е моето. Да, не само зелено, мислам дека било кое пазарче, како што кажете, има енергија. Душа во себе некоја, и познавам многу луѓе кои што навистина има медитација, дури би рекла, одењето на пазар. Да. Ајде да видиме што ти набави од пазарче, од зелено пазарче го изрекламиравме. Да. Кои намирници ни се потребни за денеска, и ако гледачите ќе го видат рецептот испишан на екраните, ќе имате можност да видите кои намирници ви се потребни за да се направите оваа протеинска крем салата. Оваа протеинска едноставна крем салата е од едноставни состојки. Јас одбрав да има кисели краставички, морков малку, во последен момент одлучив и за подпечен сусам, варено пилешко месо, грчки јогурт, гравче во конзерва и подпечени оревчиња. Еве, јас во последен момент одлучувам во помала здела, за да може визуелно подобро да изгледа. Немаме нешто премногу. Не бев сигурна како би ни било. Немаме нели нешто бујно како марула, па да не може да се снајдеме. Мислам дека ќе се снајдеме со овие намирници. Може и да ги правиме ако сакаш во две, а може и во една здела, како ти одговара. Ова е уште еден, јас нели како со доказите дека со едноставни намирници, значи ако планирано одбираме во фрижидерите да имаме едноставни состојки, ќе можеме планирано да си ги одбереме оброците, затоа што најчесто кога не се планирани, посекнуваме по се што ни е потребно или што не ни е. Што прво ќе ни се најде тука, само колку да не засити. Ајде, може ја да ти помогнам со морковот што треба? Може со ова само да го излушиш. Може, и јас некогаш така ми е поинтересно да го имам во салата. Сега има една таква салата, изеди си ја грижата за Eat Your Skincare. Аха, добро. Со ретинол салата се вика со морков. Добро. И вака на лентички се сецка. Да. Се додава, не знам, соја сос, сусам и тоа помага многу за грижа на кожата, а всушност е и витамински добра. Еве, ако ве мрзи да рендате морков, ова е идеален начин, да. Јас некогаш вака го практикувам и ми е одличен. Ама интересно е онака. Да. Не ни мора цело. Да, сега нели во интерес на времето и во интерес на намирниците кои што ги имаме. Еве, не. Ајде малку и од другиот. Пилешкото е само сварено и може вака само да се искуба. Не мора ни да се сецка. Меко е, гледам. Да. Добро, значи како да се нафрла, како да кажеме. Да. Ми е поубава текстура ми има. Значи исто пилешкото не мора секогаш, сега нели веган, ова не е за вегани. Ама не мора да биде на скара, не мора да биде пржено. Ова е само сварено во вода. И посолена вода. Што е дополнително убаво за текстурата. Добро, што е со гравот? И е исто, меѓу другото, колоритно. Имаме, значи, во ситуацијава животински протеин и имаме растителен протеин со црвениот грав. Ми е многу симпатичен, онака колоритен и убав. Да. И често пати бирам да го има. Супер. Да. Добро, имаме печени уреви. Дали сусамот е печен? И сусамот е печен, да. Тоа би сакала да го нагласиме, затоа што кога се печени во прашање, имаат малку поинаков шмек. Многу, да. Поинаков во смисла на подобар, повкусен. Крцкаво е, да. Добра. Тоа ни се здрави масти, оревчињата. Таман ќе ни стигне. Ете, во една здела, другото остатокот во друга ќе го правиме. Еве, јас ќе ги тргнам овие работи кои што веќе не ни се потребни.
Ова може исто така да биде не само едно како крем салата, него и во сендвиче да си биде додадено. Целава смисла? Не, при конзумирање, при сервирање. Добра, затоа ни донесе лепчиња, а сакаш да кажеш? Да, затоа. За да не наедеш како што треба. Така де. Добра. И оревчињава исто, нели, може вака само да се здробат. Искршат и се испеченки. Добра. И ја имаме салатата? И ја имаме, речиси, да, готово. Да, остатокот по завршување на оброкот на денот ќе го направиме во друга здела. Ова беше чисто за да видите како тоа изгледа. Мислам дека е доволно, за да имаме и за другата. Ќе го додадеме целосно ова. Значи, ова ќе држи ситост. Убаво е, се си е склопено, мислам, нутритивна вредност има огромна. Одлична е доколку мислам, после вежбање за протеин, одлична е за да држи ситост, може за појадок, може за вечера. Нема да се направи грешка доколку се направи еден ваков избор. Добро, маслиново ставаме на крај или тоа не зачинивме така? Па јас, да, немаме зачинето. Маслиново баш и не мора оти, имаме масло. Добра. Зачини по желба. Сол, бибер, оригано, јас многу често користам оригано. Оригано во салата? Во се го ставам. Добре, имам домашен од мајка ми. И секогаш си го користам. Добре, ете нешто ново ќе научиме секој. Ама не секој го сака, пак нели прашање на вкусови. специфично, но да. Но зашто да не се проба? Убаво е, да. Да, еве, ова е крем салатата која што ја треба да ја добиете од сите овие состојки или намирници кои што пред малку ви ги споделивме со Маја. Секако рецептот ќе биде уште еднаш испишан. Навистина е кремасто, многу вкусно и она што пред малку Маја го сподели дека може да го стави како смеса, нели, да го ставите во лепче. Ова кај американците, нели, многу често пати го има како сендвич со пилешка салата, па да се американизираме, еве. Може да си биде, еве има и тука чинивче. Ама да, може и попредставително. Може. И колоритното. Да. Еве го. Може да биде претходно подпечено лепчето, нели, за крцкавост, или тоа се месиш лепчиња? Јас од оние безглутенските најчесто ги применувам и знам да спремам често пати со проја, од леќа лепчиња, некои такви. Ова не ми е на мене ржан леп, затоа што јас користам безглутенски, ама е убава опција. Супер. Значи, ова ни е крем салатата, ова ни е лепчето со крем салата и е многу добро изгледа и многу е вкусно. Не се сомневам во тоа, не се сомневам во вкусот. Некаде пред крајот, Маја, ти го забележав авионот тука. Знам дека многу сакаш да патуваш. Која е следната дестинација, бидејќи многу често ги комбинираш, нели, кујните, патувањата, вкусовите, мирисите. Кај мене се ти е често во комбинација. Да, немам во моментов не ми е испланирана дестинацијата, ама додека ја испланирам ќе ги истражувам планините во државава, така да. И уште еднаш си показател и промотор и на тоа, дека навистина имаме преубава природа која што треба да ја зачувуваме пред се, да ја посетуваме, да ја негуваме и да ја уживаме. А во природа храната е уште повкусна. Со добра храна и храната е највкусна таму. Али да, дефинитивно таа комбинација е една од најдобитните. Добитната. Да. Ти благодарам уште еднаш за енергијата, за друштвото и за убавиот рецепт за оваа протеинска крем салата која што ни ја сподели денеска мене и се разбира на сите гледачи кои што се на фреквенција на Телма. Вие секако останувате уште на фреквенција на Телма, следува новото издание на Да си кажеме. Горан заедно со Румена Божаровска во следниве 30 минути.